Граѓаните се соочуваат со ценовен шок токму во периодот кога очекуваат намалување и празнично релаксирање на цените. Тие тврдат дека цените упорно одат нагоре. Пред 2 дена Гранд Кафе од 200 грама беше 116 денара, од вчера е 141 денар. Зајтино брилјанто од 82-88, друг зајтин еден има од 76 на 92 динара дојде денеска. Значи денеска цените оидеа ептен. За соумесните производи и млечните производи во маркетите наши. Најуочливо, нема да го именувам маркетот, Осоговски кашкавал 869 денари кило. Осоговски кашкавал. Добра. Потоа Джимиринки по Штипски 999 денари, како без пари да не се. Тоа е една од уочливите работи за ние како потрошувачи. Во исто време, Министерството за економија ја подготвува новогодишната кошничка, која треба да донесе пониски цени на околу 600 производи. Заменик министерот Маријан Ристиски изјави дека пониска цена ќе има за свинското, газираните пијалоци и веројатно и пивото, а согласно за пониски цени дали и некои производители на сувомесните и кондиторски производи. Но, трговците суптилно работат во свој интерес и цените ги креваат поради што се и граѓанските реакции. Они сега качија под 18-20% на сите артикли. И на сирење тие што са млечни производи. Значи и утре он ќе ги намале 2 денара. Значи кафето од 140 ќе го направи 138. И што е намалено? Кога до вчера беше 116. Зајтино беше 76, денеска 92 динара. Што ќе го намале утро? Так. Значи замолувам ги или да не ја донасат таа кошничка. Ајде сега пазарната кошничка или Министерството за економија ќе ги симне цените, ќе ги симне од 20 до 50 денари. Нема логика. Нема логика. Да. А па да не зборуваме за другите артикли, овие помалите. Помалите како асортиман. Досега сите обиди за ставање под контрола на трговците и намалени цени, граѓаните ги оценија како неуспешни и сите нивни очекувања пропаднаа. Владините одлики, како и законот за нефер трговски практики, за кои се уште повеќе се зборува, отколку што функционира, осетно не ја подобрија куповната моќ и животниот стандард.